Дали има пожар во Советот на општина Кочани, па за само неколку часа два пати се презакажуваше одржувањето на 14-та редовна седница. Наместо за крајот на оваа, беше најавено дека ќе се одржи на почетокот на идната недела. И таман дел од медиумите го пренесоа или се подготвуваа да го пренесат известувањето за презакажувањето. Дојде ново известување дека презакажаната седница е презакажана. Ке се одржи в сабота 9 јули од 7 часот. Ако првото одложување и презакажување можеше да се прифати затоа што било поради објективни причини, тогаш забрзувањето на терминот за нејзино одржување е невообичаено. Се прави преседан што и новинари со подолг стаж во професијата не го памет. Односно редовна седница со вообичаен дневен ред да се презакажува за ден од викендот. Дали некому некаде нешто му гори или меѓу точките од дневниот ред има таква во која обичните граѓани не можат да прочитаат дека е од толкава итност, па советниците мораат оваа сабота додат на работа. На дневниот ред на 14-та седница, меѓу другото, е извештајот за извршување на буџетот за вториот квартал од оваа година, потоа годишниот план за вработување во општината, иницијативата за прераспределба на средства во буџетот за да се покријат платите за лицата кои се ангажирани преку Агенција за привремено вработување, како и за постапката поврзана со основање на новото јавно предпријатие за осветлување Светлина Код 2022. На дневниот ред е вклучена и точка за долгорочно задолжување од половина милион евра за изградба на монтажна платформа за паркирање кај големиот паркинг кај трговскиот центар. Најверојатно меѓу овие точки треба да се бара итноста за вонреден термин за одржување на седницата. Новинарска прогноза е дека приоритет има прераспределбата на средствата за привремено вработените, за да не им се раскинат договорите, или пак усвојувањето на статутот на јавното предпријатие за осветлување. Друга причина не би требало да е толку итна. На 14-та седница исто така треба да се разгледа и усвои иницијативата за меѓуопштинска соработка, со која општина Штип треба да биде носител на проект за дигитализација на општинските услуги. Советниците треба да се изјаснат и околу предлог одлуката за проект за инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште. Покрај овие точки предложени се и повеќе решенија за измена на членови на комисиите за земјоделие, за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита, за финансии, буџет и локален економски развој, членови на одборот за доделување награди, како и на управниот одбор во детската градинка, во која член треба да има од Советот на родители. Советот на општина Кочани треба да ја разгледа и годишната програма за работа на доброволното противпожарно друштво, како и да го усвои предложеното решение за именување командант, началник и членови на штабот за заштита и спасување. Одделението за внатрешни работи од Виница расчисти 6 кривични дела поврзани со тешки кражби што биле извршени во текот на 2020 година. Кражбите се направени во куќи во ромското маало во Виница. По преземени мерки и активности, полицијата дошла до сознание дека 3 лица се извршители на кражбите. Се работи за 29-годишниот ОИ, 35-годишниот ИА и 19-годишниот АИ. Тројцата се од Виница, кои со употреба на сила влегувале во куќите и одземале различни предмети. Осомничените биле повикани во полициската станица во Виница. Во службен разговор со полициски службеници, тие ги признале делата. По целосно документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. На почетокот на идната недела на територијата на општина Виница ќе се реализира вториот овогодишен третман против комарците, при што ќе се прска од земја. Во известувањето до јавноста од општина Виница стои дека согласно програмата за јавно здравје на 11 јули во раните утрински часови на територијата на општината ќе се изврши терестичко третирање за заштита од комарци. Во втората фаза со дезинсекција ќе биде опфатена површина во градот Виница како и населените места во општината. Третирањето ќе се изврши од земја со препарат што е одобрен од Бирото за лекови, а услугата ја обезбедува Центарот за јавно здравје од Кочани. Надлежните служби во општината ги известуваат пчеларите дека за време на третирањето треба да преземат соодветни мерки за заштита на кошниците со пчели, заради можност од влијание на средството со кој се врши третирање.
Доколку има неповолни временски услови, односно дожд или силен ветер, тогаш праскањето ќе биде одложено за наредниот ден. И годинава основните и средните училишта од Кочани навреме ја почнуваат постапката за избор на компанија што ќе го извршува бесплатниот превоз на учениците. Веќе е објавен јавен повик за пријавување на заинтересирани фирми, а носител на набавката е Седмото општинско училиште Гошо Викентиев. Проценетата вредност на услугата за превоз изнесува над 14,5 милиони денари, што е за нешто помалку од 50% повисока во однос на минатата година. Со јавниот тендер треба да се обезбеди бесплатен превоз до и од училиштата за 868 ученици. Тоа е за 44 ученици помалку во споредба со лани. Скоро половината од нив, односно 413, ќе користат бесплатен градски превоз, затоа што од нивниот дом до училиштето оддалеченоста е поголема од 2 км за основците, односно 2,5 км за средношколците. Другите ученици се од селските населби, како и од Делчево, Македонска Каменица, Виница, Штип и останатите помали општини во регионот. Учениците ќе се превезуваат вкупно на 13 различни локации. Според јавно достапните информации, со бесплатен превоз ќе бидат опфатени ученици од основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев, како и од двете средни училишта. И покрај обемноста на постапката и бројот на учениците, објавена е заедничка, односно групна тендерска постапка, во чија техничка спецификација е разграничено во кое училиште колков број ученици и на кои релации ќе се превезуваат. На заинтересираните понудувачи им е оставен доволен рок за учество на тендерот, како и за евентуални жалби во врска со постапката. Крајниот рок за доставување на пријавите за учество во постапката е до 8 август. Тоа значи дека ако нема забелешки или жалби, до почетокот на септември треба да биде познато кој ќе ја дава услугата за бесплатен превоз на основците и средношколците во општина Кочани. Верскиот празник Курбан Бајрам беше повод градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов да упати честитка до сите припадници на исламската вероисповед кои го слават како еден од најголемите во својата религија. Во пресрет на верскиот празник Курбан Бајрам од мое лично име и од името на општинската администрација упатувам искрени честитки до сите верници од исламска вероисповед. Овој празник не потсетува дека со помагањето едни на други го зајакнуваме меѓучовечкото разбирање со животот и градиме поубава иднина и општина. Ви посакувам овој голем празник да ви донесе среќа, радост, љубов и внатрешен мир, се истакнува во честитката од градоначалникот Папазов. Екипите на Джинџер и Ауто Велт се првите полуфиналисти на овогодишниот Петровденски турнир во мал фудбал. Тие ги совладаа своите противници во четвртфиналните средби и заслужено ќе се борат за освојување на првото место на турнирот. Во првото четвртфинале Джинџер ја совлада Виктори со 4:3, а во вториот четвртфинале надпревар Ауто Велт беше убедлив против Пјаца, па на крајот славеше победа од 5:0. Двајцата полуфиналисти сега ќе ја чекаат разврската од другите две четвртфинални средби. Джинџер го очекува победникот меѓу АНТ Градски и Пролет, а Ауто Велт бара противник меѓу ВЛТ Градовци и Еволушн. Полуфиналните средби ќе се играат в понеделник од 19 и од 20 часот, а големото финале е закажано за во вторник, токму на празникот Петровден. При тоа надпреварот за третото место е од 19, а надпреварот за победник на турнирот е од 20 часот. Организатор на овогодишниот Петровденски турнир е општина Кочани во соработка со Општинскиот фудбалски сојуз. За неуспешните тимови и поединци на Петровденскиот турнир обезбедени се вредни награди. Првопласираната екипа ќе добие награда од 60.000 денари, втората 30.000 додека третопласираната 15.000 денари.